од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Председателот Барак Обама најави дека по одморот за празникот Ден на благодарноста ќе објави својата стратегија за Авганистан. На неговата одлука долго и со нетрпение се чекаше. Но пред тоа, вечерва, првата двојка во Белата куќа ја приредува својата прва државна вечера. Повеќе за ова на почетокот на емисијата. Портпаролот на Белата куќа Роберт Гипс соопшти дека председателот Барак Обама го одржал последниот состанок за војната во Авганистан со советниците за национална безбедност пред да објави ревидираната стратегија во рок од неколку дена. Гипс по состанокот што се одржа понеделникот навечер изјави дека председателот ги има сите информации што ги побарал и што се потребни за да донесе одлука дали да испрати до 40.000 дополнителни војници за борба против бунтовништвото во Авганистан. Тој подвлече дека Обама би можел да објави одлука уште на почетокот на наредната недела. Двочасовната средба зад затворени врати во Белата куќа беше 9-та поред од септември на која се разгледуваше американската стратегија во Авганистан, а меѓу учесниците беа и подпредседателот Џо Бајден, државната секретарка Хилари Клинтон и секретарот за одбрана Роберт Гейтс. Американскиот председател е домаќин на индискиот премиер Манмохан Синг на неговата прва државничка посета во неговото председателствување. На церемонијата на добре дојде во Белата куќа утринава, председателот Обама кажа дека САД и Индија можат да работат заедно по прашања како климатски промени, глад и сиромаштија, како и за спречување на ширењето на најсмртоносните оружја во светот. Премиерот Синг кажа дека Индија се залага за продлабочување и зајакнување на стратешкото партнерство со САД за соработка во борбата со предизвиците на светот што брзо се менува. Председателот Обама сега е на приватни разговори со премиерот, а подоцна премиерот и неговата сопруга ќе бидат почесни гости на државната вечера во Белата куќа. Ново објавен извештај на Обединетите нации вели дека вирусот што предизвикува СИДА досега убил 25 милиони луѓе во светот, но дека стапката на нови инфекции е значително забавена. Извештајот вели дека бројот на новоинфицирани пораснал за 2,7 милиони, што цифрата во светот за 2008 е довела до 33,4 милиони. Извештајот вели дека во субсахарска Африка, каде сидата е најраширена, имало 400.000 помалку случаи на заразени минатата година, што е намалување од 15% од 2001. Третата недела во ноември е време кога американците се собираат со семејството и го прославуваат Денот на благодарноста. Прославата инволвира и храна, и тоа не е било каква, туку печена мисирка, сладки компири, пита од тиква, сосо, дренки. За оваа храна и за тоа од каде датира традицијата ќе зборуваме во следниот прилог. Ричард Хецлер е стручњак за храна на домородните американци. Тој и неговиот тим го подготвуваат менито во кафетеријата на Музејот на американските индијанци во Вашингтон. Тој вака го опишува празникот. Мислам дека главната работа била да се покаже благодарност. Било крај на годишната жетва и храната што луѓето ја користеле. Таа жетва ќе ги одржала низ зимските месеци. За денешните американци тоа значи мисирка за вечера. Но почетоците на празникот во раниот 17 век значело заедничка вечера на доселениците од Европа со домородните американци по богатата жетва. А врската меѓу овие две групи е што домородците ги научиле европејците како да ја произведат сета таа храна, без тоа не би преживеале. Хецлер вели дека голема лепеза на домородна храна била презентирана на првиот ден на благодарност. Тој вели дека оваа салата содржи се што тие имале тогаш: граф, пченка, тиквички. Ова и неизбежната мисирка сигурно биле на трпезата и пченкарен леп. Хецлер вели дека една од најважните работи што доселениците ги научиле од домородните американци било како да го зачуваат зеленчукот и да го подготват месото да им траат цела зима. Но пријателството меѓу нив не траело долго. Доселениците го избркале домородното население од нивното земјиште. Така почнала да се губи врската и со храната на домородците, освен за Денот на благодарноста.
Бројот на луѓе кои испраќаат и примаат пари преку мобилни телефони во светот е голем и се очекува уште повеќе да расте. За таа вносна дејност на обезбедување мобилни банкарски услуги ќе зборуваме во последниот прилог на денешна емисија. Мобилните оператори гледаат светла иднина за банкарството со мобилни телефони. Едно од местата каде тоа е највидливо е Кенија. Најголемата телекомуникацијска фирма во земјата, Safaricom, вели дека побарувачката за банкарски услуги преку телефон рапидно расте. Банкарските сервиси преку целуларни телефони сочинуваат само 4% од годишните приходи на компанијата, но директорот Гавин Кругел вели дека можностите за растеж се огромни. До 2012 година очекуваме ова да биде индустрија од $5 милиарди, специфично фокусирана на пазарите во развој. Според проценките, 3,5 милиарди луѓе, повеќе од половина од светското население, немаат пристап до банкарски услуги, но околу 1 милиарда имаат мобилни телефони. Алета Линг е директор на Fundamo, водечки производител на софтвер за мобилно банкарство. Таа вели дека ова е случај кога технологијата фаќа чекор со побарувачката. Ова е една од карактеристиките на пазарите во подем. Бидејќи има таков недостиг на технологија, можно е да се прескокнат по старите генерации на технологија и да се лансираат нови технолошки платформи. Сепак, оваа индустрија е соочена со предизвици. Пред се, според Кругел, проблем е што се работи за производ специфичен за секој пазар, а вториот предизвик е финансиската регулатива. Операторите и банкарите се уште работат на безбедносни протоколи, но засега потребата и потенцијалниот профит од оваа дејност го води пазарот. Утре во Newsflash, релокација на притворениците од Гвантанамо во Илиноис. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. До гледање.